Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. За денес ќе размислуваме од писмото на апостол Павле до Галатјаните. Кога настанало ова писмо и кој е авторот? Автор на ова писмо е апостол Павле, напишано некаде 48-та до 55-та година од нашата ера. Што била целта на пишувањето на ова писмо? Галатјанските цркви биле основани делумно од евреи и делумно од незнабожци, паганци. Павле им проповедаше дека основата на нивната вера во Христос е оправдување само преку вера. Темата во основа е иста како што е писмото до римјаните. Има иста содржина. Имено, оправдување само преку вера. Сепак оваа порака привлекува внимание на прашањето дека луѓето се оправдани преку вера без делата на Мојсеевиот закон. Тоа е клучно во оваа писмо. Писмото до Галатјаните не е есеј на современа историја, туку тоа е протест против искривување на Евангелието Христово. Основната вистина, оправдание преку вера, а не преку делата на законот, беше спротивставување на јудеистите, дека верниците во Христос мора да го почитуваат законот, доколку сакат да бидат совршени пред Бог. Кога Павле дознал дека ова учење започнало да навлегува во галатските цркви и почнало постепено да ги отуѓува од наследството на слободата, тој го напиша ова писмо со порака да се одвратат од помислата, дека треба да се прифати јудеистичка измама. Ќе цитирам два клучни стихови од Галатјаните кои укажуваат на она што Павле сака да им го каже во целото писмо. Првиот стих е во Галатјаните 2 глава 16 стих, каде што вели: меѓутоа, знаејќи дека човекот не е оправдан со дела на законот, туку само преку вера во Исус Христос. Потоа имаме и друг стих во 2 глава 20 стих, таму се вели: се распнав со Христос и јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене. Но животот што сега го живеам во телото, го живеам според верата во Синот Божи, кој ме засака и се предаде себе си за мене. Резултатот оправдание преку верата е духовна слобода. Павле ги повикува галатјаните да стојат во својата слобода и да не се заплеткуваат повторно во робскиот јарем, тоест Мојсеевиот закон. Христијанската слобода не е изговор за задоволување на нашето тело, туку можност да си служиме едни на други со љубов. Таквата слобода не ослободува од секојдневните борби. Сепак, телото или отпаднатата природа е распнато со Христос и како резултат на тоа духот, светиот дух, раѓа плод на љубов, на радост и на мир во животот на верникот. Тоа е запишено во 5 глава од истото послание или писмо. Писмото до Галатјаните е напишено во дух на инспирирана возбуда. Што значи тоа? За Павле не било прашањето дали некој бил обрежан човек, туку дали станал ново создание. Зашто тој вели: ниту обрежание, ниту необрежание помага, туку новото создание. Ако Павле не се бореше и не се расправаше толку жестоко со противниците за оправдување преку верата, христијанството можеби ќе беше само секта во јудеизамот и немаше да биде или да беше универзално спасение и за другите народи. Тоа е хипотетички речено, но сепак вистинито. Затоа писмото до Галатјаните носи порака со овие зборови: јас се распнав со Христос и јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене. Писмото на апостол Јаков и Галатјаните ги илустрираат двата аспекти на христијанството, кои од самиот почеток се чини дека се во судир, иако во реалноста тие се надополнуваат едно со друго.
Јаков инсистира на етиката што произлегува од Христос, а услов за тоа е верата да го докаже преку своите плодови. Сепак, не помалку Павле ја нагласува потребата да се преобрази човекот преку Божјата благодат, исто како што е запишено во Јаков, првата глава, 18 стих, дека Бог не роди преку зборот на вистината, за да бидеме прв плод на неговите созданија. Галатјаните ја потенцираат динамиката на Евангелието, што создава етика. Овие два аспекти на христијанската вистина се како двете страни на парата. Секогаш треба да бидат комплементарни. Целата порака на Павле до галатјаните е Божјата благодат или Божјиот дар преку вера, кој се спротивставува на законот на Мојсеј. Јудаистите, оние што се вратиле на Мојсеевиот закон како средство за оправдување, биле доста актуелни во раната црква или првата црква. Првите христијани биле толку приврзани кон законот, што Павле морал постојано да ја повторува вистината, дека спасението по благодат нема никаква врска со почитување на законот. Сега Павле, за да ги предупреди галатјаните, во првата глава и во четвртата им го вели следното. Ќе го прочитам. Од Павле, апостол, не од луѓе, ниту преку човек, туку преку Исус Христос и Бог Таткото, кој го воскресна од мртвите, и сите браќа кои се со мене до црквите во Галатија. Да имате милост и мир од Бог Таткото и нашиот Господ Исус Христос, кој се даде сам себе си за нашите гревови, за да не спаси од сегашниот лукав свет, според волјата на нашиот Бог и Татко, нему нека му е слава во вечни векови. Амин. Се чудам како можевте толку брзо да се одвратите од оној кој ве повика преку Божјата милост и да преминувате кон некое друго евангелие. Не значи дека има друго, туку има неколку мина кои ве збунуваат и сакаат да го изопачат евангелието на Исус Христос. Но ако и ние или ангел од небото ви проповеда некое друго евангелие од тоа што ние ви го проповедавме, нека е проклет. Како што рековме пред тоа и сега пак ви велам, ако некој ви проповеда друго евангелие од она што го примивте, нека е проклет. Дали сега јас настојувам да ги придобием луѓето или Бог, или сакам на луѓето да им угодам? Ако се уште им угодувам на луѓето, нема да бидам Христов слуга. Но сакам да знаете, браќа, дека евангелието кое ви беше проповедано преку мене не е човечко, зашто не го примив од човек, ниту го научив од човек, туку преку откровение на Исус Христос. Потоа имаме во Галатјаните 4 глава, кој укажува на кој начин, односно 3 глава, на кој начин тие скршнале и на кој начин се оправдува човекот. Еве што вели писмото. О неразумни галатјани, кој ве магепса? Или со други зборови, кој ви го зеде разумот? Пред чии очи Исус Христос беше нацртан, распнат меѓу вас? Сакам само ова да го научам од вас. Дали го примивте духот преку делата на законот или преку вера во пораката? Толку ли сте неразумни? Започнавте во духот, а сега во тело ли сакате да довршите? Дали толку многу работи напразно ги доживеавте, кога навистина би биле напразно? Оној кој ви дава дух и действува со силни дела меѓу вас, дали тоа го прави преку делата на законот или преку вера во пораката? Така и Авраам му поверува на Бог и тоа му се припише за праведност. Па затоа разберете, Авраамови синови се само оние кои припаѓаат на верата, а писмото, предвидувајќи дека Бог преку вера ги оправдува многобожците, однапред му изјави на Авраам: во тебе ќе бидат благословени сите народи. И така, сите оние кои веруваат, тие се благословени со верниот Авраам.
Зашто оние кои ги вршат делата на законот живеат под проклетство, бидејќи е напишано: проклет да е секој кој не се држи да го исполнува се она што е напишано во книгата на законот. А дека ниеден не може да се оправда пред Бог преку законот, тоа е очигледно, зашто е напишано: праведникот ќе живее преку верата. А законот не доаѓа од верата, туку вели: кој ги исполнува ќе живее преку нив. Христос не откупи од проклетството на законот, откако стана проклетство за нас, зашто е напишано: проклет да е секој што виси на дрво. И благословот на Авраам да дојде на многу божците во Исус Христос и да го примеме ветувањето на Духот преку верата. Браќа, по човечки зборувам. Дури и човечкиот завет, кога се потврдува, никој не може да го поништи или нешто да му додаде. А овие ветувања се дадени на Авраам и на неговиот потомок. Не вели и на потомците, како за мнозинство, туку како за еден, и на твојот потомок, а тоа е Христос. Го велам и ова: заветот кој е потврден од Бог во Христос не може да биде поништен од законот кој се даде 430 години потоа. И не го поништува ветувањето, зашто ако се добива наследството според законот, тогаш не е според ветувањето, но Бог му го подари на Авраам преку ветување. А зошто се даде законот? Се додаде поради престапите, се до мигот додека не дојде потомокот, кому му беше дадено ветувањето, откако беше воведен преку ангели со раката на еден посредник. Но посредникот не е за еден, а Бог е еден. И така, дали е законот против Божите ветувања? Во никој случај, зашто ако законот се даде за да не оживотвори, тогаш навистина праведноста ќе беше од законот. Но писмото сите ги затвори под грев, за да се даде ветувањето по вера во Исус Христос на сите оние кои веруваат. А пред да дојде верата, бевме затворени под законот, затворени се до времето на верата која требаше да се открие. И така, законот ни беше воспитувач или педагог, што не водеше до Христос, за да се оправдаме преку верата. И со доаѓањето на верата веќе не сме под воспитувач. Зашто сите вие сте Божи синови преку вера во Исус Христос. Сите кои се крстивте во Христос се облековте. Затоа нема веќе јудеец, нема елин, нема роб ниту слободен, нема веќе маж ниту жена, зашто сите вие сте едно во Христос Исус. Ако му припаѓате на Христос, тогаш сите вие сте потомци на Авраам и наследници според ветувањето. На Бог нека му е слава за големиот откуп во Исус Христос и дека спасението е само преку вера, без делата на законот. Нему слава во сите векови. Амин.